Малце го заборава народот ова. Да. Доаѓа ВМРО, во 7,5 години, од 5,5 години криза, од 38 успеваме за 10% поени да ја намалиме на 28,6. Тоа е се уште многу и се уште е висока. Меѓутоа, во едно такво тешко време, кога во најголем дел од земјите низ Европа невработеноста расте, се отпуштаат вработени. Платите се намалуваат, пензиите се намалуваат, социјалната помош се намалува, субвенции се намалуваат. Кај нас ништо не се намалува од ова, а невработеноста опаѓа. Јас тоа го ценам за успех. Не знам другите што мислат, но јас го ценам за успех, а мислам дека и мнозинството граѓани го ценат. Тоа е една од разликите меѓу нас и СДСМ. Затоа велиме има разлика. Има разлика. Во нивно време постојано се зголемува бројот на невработени, во наше време постојано се намалува бројот на невработени. Или еве земи преку друг пример истата работа. Се сеќава ли некој во време на СДСМ да се отворила гринфилд инвестиција, значи изградена фабрика од нула, ливада да има и на ливадата фабрика и да вработи 500 луѓе, 1000 луѓе, да не зборам 4.500 како Дракса Мајер, например. Нема такво нешто. Имаше само една приватизација, која што се изведе на начин што законите се направија така, да има возможни на блиските олигарси до СДСМ, не за символични, ја би рекол дури за без пари, да си ги приватизираа фабриките. Затоа што законот што го направија велеше вака, дека ќе ги плаќаат на 7 годишни рати, а они секоја година правеа профит и од профитот ги плаќаат. Значи, практично они не дадоа свои пари. Од профитот што го земаат фирмите, си ги плаќа ратите за приватизацијата по релативно ниска цена. Истите тие директори што ги купуваа, они требаше да обезбедат проценка на фирмата. Значи, сега ти директор треба да обезбедиш проценка на фирма што ти треба да ја купиш. Нормално викаш некој проценител кој што е близок до тебе, ти ја направи најниско можна проценката и плюс имаш 7 години да си правиш профит со фирмава и со тој профит да си ги откупуваш. Да. Така да, освен тоа, што беше погрешна политика, политика што остави 200.000 луѓе без работа, ние во нивно време не се сеќаваме една фабрика да никне од нула, да се изгради. Во ова време, во услови на тешки кризи, во услови кога во многу држави паѓаа влади заради кризите, се намалуваа плати, пензии, социјални помошти, дезинвестирање и така натаму. Сепак ние успеавме да донесеме голем број на компании кои што отворија нови работни места и кои што дојдоа од нула. А тоа го направивме заради две причини. Прво, затоа што имавме добри услови создадено, комплетно ги сменивме законите за работење на фирмите, комплетно ги сменивме. Намаливме даноци, намаливме бюрократија, проектот регулатор на гилотина, ако се сеќаваш.